Христос воскресна од мртвите. Ова е главното учење на христијанската вера. Тоа ја сочинува суштината на црковното проповедање, на богослужбите и на духовниот живот. Во првата одржана проповед во историјата на христијанската црква, апостолот Петар почнува: Луѓе израелци, слушнете ги овие зборови. Исус Назареецот, човек од Бога потврден меѓу вас со сили и чуда и знаци, што ги направи Бог преку него меѓу вас, како што и самите знаете. Овој, според одреден совет и Божја промисла, предаден го примивте и со рацете на беззакониците го приковавте и го убивте. Него Бог го воскресна, разрешувајќи ги маките на смртта, зашто не беше возможно таа да го држи. Исус имаше власт да го положи својот живот и власт пак да го земе. Тој вели: затоа ме љуби Отецот, зашто својот живот го положувам за пак да го земам. Никој не го зема од мене, туку јас самиот од себе го полагам. Имам власт да го положам и имам власт пак да го земам. Оваа заповед ја примив од својот Отец. Според православното учење, нема надпреварување во животите помеѓу Бог и Исус. Нема надпреварување ниту во власта. Власта Божја и власта Христова. Животот Божји и животот Исусов се една иста власт и еден ист живот. Да се рече дека Бог го подигна Христа и дека Христос е подигнат со своја собствена волја, сушност значи иста работа. Исус Христос вели: зашто како што Отецот има живот во себе, така му даде и на Синот да има живот во себе. Јас и Отецот едно сме. Потенцирањето на писмото на тоа дека Бог го подигна Христа само уште еднаш истакнува дека Христос го даде својот живот, дека во потполност го положи, дека целиот и без резерва му го предаде на Бога, кој што потоа, преку неговото воскресение, му го врати. Православната црква верува во вистинската Христова смрт и во вистинското Христово воскресение. Воскресението, меѓутоа, не значи само телесно повторно да се оживее. Ниту Евангелието, ниту црквата не учат дека Христос лежеше мртов, а потоа беше биолошки оживеан и одеше наоколу на истиот начин како и пред да биде убиен. Со еден збор, Евангелието не вели дека ангелот го помести каменот од гробот за да го пушти Исуса надвор. Ангелот го помести каменот за да открие дека Исус не е таму. Во своето воскресение, Исус е нов и прославен лик. Се појавува истовремено на различни места. Тешко е да се препознае. Тој јаде и пие за да покаже дека не е дух. Дозволува да го допираат. А сепак се појавува меѓу учениците додека вратата беше затворена. И тој стана невидлив за нив. Христос е навистина подигнат, но неговата воскресната човечност е полна со животот и на божественото. Тоа е човечко во нов вид на вечниот живот на Царството Божие.